Со мене во студиото е господинот Бојан Јовановски. Добро утро. Добро утро. Бојан Јовановски, извршен директор на организацијата ХЕРА, една од поголемите организации невладини во Македонија кои што се занимаваат со поддршка на работата на младите, на образованието во различни сфери, така натаму. Бојан, што се занимава ХЕРА, со што се? Па, ХЕРА е организација која работи на промоција на сексуално и репродуктивно здравје и права. Така да работиме на многу области, меѓу кои што и сеопфатното сексуално образование, превенција од ХИВ, СИДА, сексуално преносливи инфекции, дополнително работиме на родово базирано насилство, значи превенција од сексуално насилство помеѓу жени и деца кои што претрпеле одредено насилство. Исто така доста даваме поддршка во односно на напредување на здравјето кај ромската популација, особено жените ромки. Така да мислам дека има многу програми. Утринава со нас требаше биде во студиото и Ирена Цветковиќ, која што е од коалицијата Маргини, која што се занимава и со дел од овие работи со кои ХЕРА се занимава, а се разбира темата за разговор ние. Ирена се извини бидејќи ноќеска има здравствени проблеми со децата, такви се овие периоди есенски кога децата почнуваат на таа возраст, помага и така натаму и шмркања и температури мага и така натаму, така што Ирена ќе ја угостиме во некоја наредна прилика. Но се разбира дека темата за која ќе поразговараме е произлезена од овој скандал што излезе со првиот извиднички одред, во кој што дури и Слободен печат објави дека сте и вие еден од финансиерите на програмата ХЕРА, за да потоа се испостави дека вие сте ги помагале само со брошури и публикации некакви и така натаму, но тоа дури не е ни толку важно. Мислам, добро е што тоа се расчисти. Она што мене почнува ме загрижува е што скандалот е, се разбира, голем, бидејќи очигледно дека и родители и деца се повеќе пријавуваат, сега се работите отидени кон јавно обвинителство, се прават истраги и така натаму, ќе видиме што ќе излезе. Но јас почнувам да се плашам дека заради тој скандал ќе се, како да кажем, стигматизира цела една во суштина позитивна активност околу неопходноста од сексуално образование на помлади генерации во поризични групи, кое што има своја улога и кое всушност се одвива со години. И сега некако заради целата оваја скандалозна атмосфера која што се направи со првиот извиднички одред, ќе паднат во сенка и ќе се добие стигматизација на сите организации кои се занимаваат со тие активности, а вашата е една од еминентните. Го делите тоа чувство или јас можеби погрешно имам? Па да, Сашо, отприлика ние сме општество каде што многу повеќе живееме со последиците, значи многу ретко вадиме некои поуки, односно научени лекции од едни вакви работи кои што ни се случуваат и некако оставаме на времето, во заборав. И мислам дека штетите ќе бидат големи. Штетите секако најмногу ги трпи извидничкиот одбор, меѓутоа веројатно првиот извиднички одред, меѓутоа веројатно и сите извидници, како сојузот на извидници, него го суспендира одредот, а извидниците сега и тие се обидуваат, сега се обидуваат да се дистанцираат. Така, секако. Од друга страна имаме сите организации кои што работат на некој начин на одредена едукација, меѓу кои што и нашата организација која што повеќе од 10 години работи на неформално сексуално образование. Имаме поминато околу 2 до 3.000 деца до сега, меѓутоа сакам да кажам дека и ние во овој момент на некаков начин се обидуваме да ги стопираме нашите активности, пред се поради целата таа фама чувствителност која што произлегува. Така да, ние некако штетите ги имаме, последиците некако ќе треба да со нив да се носиме со текот на времето и како што е најчесто во Македонија, треба времето да помине за да се заборави се ова, иако би требало голем број на институции сега да излезат на терен, односно да се појават и да решат што понатаму треба да се прави, бидејќи тука има многу доста да се работи во делот на менување на одредени политики, создавање на некакви механизми за превенција и слично. Ќе се согласите дека начинот на кој што е ова правено, барем од она што излезе во јавноста, Слободен печат ја отвори целата таа ситуација, бидејќи се обрати еден родител, а потоа и се повеќе родители. Начинот на кој тоа правено е неадекватно. Мислам, од ова што слушаме детали и како е тоа изведувано. Целосно. Мислам, самото сексуално образование има сосема поинаков пристап на работа. Мислам, самиот кажа дека е пред се доста сензитивна и чувствителна тема и она што е најосновно кој што треба да се обезбеди е безбедна средина. Безбедна средина која што ќе ги заштити и децата, меѓутоа времено ќе ги заштити и родителите.
нашето неформално сексуално образование, таму каде што ние го работиме, ние бараме согласност од родителот. Ако детето е под 18 години, дури можност, нели, самиот родител да биде запознат со програмата, оно што ќе се работи за време на тие работилници за сеопфатно сексуално образование. Она што за жал се случило, нели, за време на кампот е нешто што најмалку можеме да кажеме дека е сексуално образование. Тоа во најмала рака е сексуално вознемирување, ние неколку пати тоа веќе го споменавме, иако можам да кажам дека за жал, бидејќи зборевме за последиците и штетите, проблемот е истовремено и во медиумите. Аз морам тоа да го истакнам бидејќи Па се разбира тоа збор да нема, сите сме дел од приказната. Само мислам дека вчера во неделата излегува неколку телевизии каде што овој настан повторно го најавија како извидничка сексуална едукација или камп на сексуално образование, кое што воопшто не се однесува на сексуално образование. Мислам, самата терминологија, самата сексуална... Добро, насловот бил секс, скаутс и рок-н-рол. Да. Ама ние сме општество кое многу малку поуки вади од сето ова. Мислам, нас не се случуваат разни афери, скандали, дури и трагедии, како што е ова во Тетово со болницата. Еве и ова е еден вид на голем вознемирувачки скандал. И ние како ништо да не учиме од тоа. Родител ќе добие информација од детето дека оди на некаков секс, скаутс и рок-н-рол настан. Кој што се случувало 10 години назад. Така, и сега родителот не се ни прашува, чекај се, што е ова, да се јави, да сврти телефон, малолетно дете испраќа таму. Сега сите се дополнително скандализирани. Сега ги прашаат децата што всушност правевте таму и така натаму. Се чини дека сите сме во истата каша. Медиумите исто така, ние не можеме да одмолчиме вакво нешто, че ни се јави родител. Пратен биде речено родителот кој што ја изнесе целата афера во јавноста беше многу артикулиран. Да. Ние се обидовме со потполна одговорност да заштитиме идентитетот на детето. Дури и родителот не го кажуваме, ниту училиштето кај што учи детето, и свесни сме дека таа стигматизација потоа ќе експлодира на сите страни. Меѓутоа и медиумите се дел од тоа, бидејќи потоа настанува една трка помалку кој што повеќе детали ќе објави и така натаму. И извидниците се неискусни за комуникација со јавноста, се затворија првите 4-5 дена, наместо да излезат да кажат што да ја објаснат својата позиција. Сега е тоа поминато во фаза на прозивки, сега обвинителството што ќе прави така натаму, а се чини дека ќе го фрлиме и детето со вулканата вода и во овој случај така некако ми се. Како вие ќе се престроите, бидејќи вие реално работите во таа област. Сега велите сте ги стопирале малку активностите. Па тајмингот не одговара, имајќи предвид дека во моментот истовремено ние го пилотираме, односно Министерството за образование и наука заедно со Бирото за развој на образование, каде што ХЕРА дава техничка поддршка, го пилотира соопфатното сексуално образование во 4 основни училишта и секако дека тоа е дополнително, оно што сега се случувало, дополнителен фактор кој што може да влие во однос на неизвестност, во однос на неговата ефикасна имплементација, имајќи предвид дека постои можност како што може да очекуваме да дел од тие деца кои што посетуваат сексуално образование да се осипат едноставно заради целата овој скандал, заради целата ова негативност која што се појави во јавноста, да дел од родителите ги повлечат самите деца. Ние она што го работиме во едно од средните училишта, веќе имаме најава на едно до две деца кои што сака да се повлечат од сексуално образование, кои што ние го работиме во одредени средни училишта, така да мислам дека во основа некако треба да се преживеат овие неколку недели и месеци, меѓутоа институциите треба да превземат нешто околу тоа. Сад не зборам тука околу јавно обвинителство, кое што тоа треба допрво да го истражи самиот случај и да донесе соодветни корективни мерки, а зборам за целиот систем, општеството како такво. Пред се тука зборувам за образовниот систем, Министерството за труд и социјална политика, каде што може да се презема соодветни начини како понатаму се ова да се превенира. Бидејќи Бојан, темата е деликатна само по себе. Македонија е едно релативно конзервативно општество во кој ќе се спомнат вакви програми, веднаш се добиваат одредени предиспозиции. Ќе ти исправам, не релативно конзервативно, туку конзервативно. Велам релативно затоа што од друга страна децата имаат апсолутно достап до се. И додека нивните родители се можеби конзервативни, тие се апсолутно флуентни во
она и изложени истовременно, понекогаш и не разбирајќи или најчесто не разбирајќи ги околностите и импликациите од тоа што го гледаат слушателите. Добро, и затоа една од нашите препораки, она што за кои што ние работиме веќе подолго време и се застапуваме токму да се интегрира сексуалното образование во рамките на основните и средните училишта, за да на некој начин самите млади кои што имаат кои што би требало да се запознаат со сите овие работи кои што се поврзани со сексуалното образование, тоа го стекнат како информација и одредена вештина во текот на нивното школување, односно во образовниот систем, кој што ќе ја намали потребата од ваков тип на кампови. Доколку ние тоа не интегрирано, имаме интегриран пристап во рамки на образованието, веројатно самиот, например, извиднички камп или пак ние како организација или некои други организации нема толку многу да се занимаваат со сексуалното образование како некоја неформална форма на едукација. Така да мислам дека една од препораките, една од начините како се тоа да го надминеме во иднина е секако да го интегрираме што е можно повеќе во образовниот систем. Каква ви е соработката со надлежните образовни институции, Министерството и самите училишта и така? Каде се обраќате, на средните училишта или дури и во основни? Како ви одат програмите? Ние најчесто работиме во средните училишта или пак најчесто работиме на отворени конкурси. Тоа е баш оваа возраст на деца кои што била и на извидничкиот камп. Доколку работиме во средните училишта, првенствено е потребно оно што го работиме, склучува меморандум на соработка со самото училиште, каде што се наведени самите цели на програмата и одговорности од едната и од другата страна. Бидејќи се работи за деца под 18 години, најчесто се побарува и согласност од родителите, кои што доколку сака нивното дете да присуствува на тие часови, секако доколку сака истовремено и самата програма која што ние работиме во тие 7 модули, најчесто 7 модули се однесува сексуалното образование, на кои што ќе биде запознаена и потоа во еден период од 1-2 месеци, најчесто 2 месеци, всушност се спроведува самата програма. Често пати ја правиме како неформално со објавување на повик на нашата веб страница или социјалните медиуми, каде што во рамки на нашите простори исто така спроведуваме сексуално образование. Во тој случај исто времено секое дете кој што е под 18 години мора да достави согласност од родител со цел да ја следи самата настава. Значи многу внимателно и многу сензитивно пристапуваме кон ова област и истовремено ја прилагодуваме според возраста на децата. Значи едно е кога се работи за деца од 13-14 години, друго е кога се работи со 15-16 годишни деца или пак 18-19 годишни. Јас разговарав и со Хелсинскиот комитет, тие викаат па ние одлично соработуваме со Хера, бидејќи и тие покриваат дел од тие теми. Да. Утрина се јави вчера, всушност денеска е текстот објавен во Словен печат и медјаши кои што се пак како да кажам заинтересирани за заштитата на здравјето и на ментално и физичко на децата и така натаму, тие исто така реагираат и бараат строги истражувања и сето тоа што се случувало. Коалицијата Маргини, која токму се занимава со вакви проблеми, исто така реагираше. Сега ќе настане една контракција во невладиниот свет, предпоставувам. Значи, кај што се од извидници до, како да кажем, до фондации кои што се занимаваат и така натаму, бидејќи сега ова се однесува на сите, без разлика дали имате или немате некаква улога во целиот тој настан. Има ли потреба од можеби некакво престројување, бидејќи кога беше скандалот јавна соба, повторно имаше еден куп на... Па можеби тоа е и во ред, мислам, на крајот на криштата невладиното општество и постои за да овие теми ги дигестира. Ние не можеме да поминеме ни сексуално образование на млади, значи од нула да стигнеме до негде, а да нема контроверзи. Па мислам, она што се случи со јавна соба и она што сега се случило на извидничкиот камп е веројатно и поголемата свест кај младите во однос на препознавањето на тоа. Да, некој рече дека ова е реакција именно на едно образование што во меѓувреме се случува. Така да нешто што не можно, јас не сакам сега да навлегувам што се случувало во камповите претходно, меѓутоа она што сега се случи е веројатно и една поголема свест. Значи на некој начин идентификација на тоа што е сексуално вознемирување, бидејќи самиот родител и самото девојче на родителот навистина се почувствувала како некој да и навистина сериозно навлегол во нејзината интимна сфера. И толку тоа сексуално вознемирување довело да се пријави самиот случај. На некој начин престројување во граѓанскиот сектор
Не знам како, на кој начин тоа би се случило, меѓутоа, у секој случај мислам дека граѓанскиот сектор понатаму за се она што работи со деца под 18 години, веројатно ќе треба многу посериозно и многу повнимателно. Оно што е многу важно е секоја организација да има изградено своја собствена политика. Собствена политика за заштита на млади и на деца. Ние исто така имаме политика во нашата организација, политика за заштита на деца, кога се работи за сексуално образование и со цел да се сочува таа една безбедна средина, бидејќи тоа се многу важни работи за да можеме да бидеме што е можда повеќе заштитени ние како невладина организација, меѓутоа и на оние кои што им се дава истата. Да, бидејќи од ова што го читам во изведничкиот одред, кај што имало и постари, значи тоа не се баш сега млади, да кажем, луѓе, туку имало и поискусни луѓе кои што требале да знаат што прават. Навистина никакви протоколи, никаква размисла околу тоа, чекај да видиме што се можни реакции. На страна што доколку се ова е точно што го говорат, нема зашто да не биде точно, бидејќи таму не гледам некоја зла намера кај децата. На прилично фриволно разбирање на тоа што е сексуално образование и преминување на сите мерки дури во сексуални екзибиционизм. Апсолутно, во некакви екзибиционистички форми. Бојан, јас сум сигурен дека ќе имаме потреба, не само можност да разговараме за ова повторно. Благодарам за ова утринско вклучување во брифингот. Нашата намера е сепак со Балканата вода на него истуриме и бебето од коритото, бидејќи овие теми се важни за општеството и тие ќе носат и контроверзи понекогаш, па и скандали, но не може да престане да бидат третирани. Важно е да се зборува постојано. Така е. Благодарам.